овој прв дел ќе ве водам низ содржините на нашето маратонско отворено студио 1. За почеток, како и секогаш она што е пракса, ќе најавам што се ќе содржи нашето отворено студио. Потоа ќе погледнеме дел од најинтересните моменти од вчерашните разговори во отвореното студио 1 и секако на линковска врска директно во живо од Брисел ќе го имаме колегата Сашо Ордановски, кој што деновиве известува за министерскиот состанок на НАТО, меѓутоа и сите оние моменти значајни за Република Македонија во овој однос. 14 часот и 30 минути, време резервирано за вестите на 1 ТВ, заедно со колешката Елена Джогуманова. Со мене повторно ќе се видите во 15 часот и 20 минути, каде што ќе ни гостува академскиот сликар Ацо Филиповски. Има многу што да се зборува, главната тема е над 50 години творештво и издавањето воедно на неговата монографија. Потоа веќе од 15 часот и 40 минути термин за анализа на светските и регионалните настани случувања со колегата Дејан Андоновиќ. Повторно се гледаме во 17 часот, каде што ќе имаме интересни гости, председатели на карневалските здруженија. Главната тема и повод што за речиси околу 1 месец започнува карневалската сезона во Струмица и во Прилеп, па да слушнеме што се ќе има, односно каква е идејата и замислата на организаторите. Веќе 17 часот и 30 минути забавниот дел започнува со возење со Вучиќ. 18 часот и 15 минути време за нашите ексклузивци Стефан и Нина и потоа се разбира Сергеј Варошлија со неговите модни критики и совети до вас. Од 19 часот и 20 минути домаќини на отвореното студио ќе бидат колегата Ацо Кабранов и Борјан Јовановски. Имено темата со која што ќе се отвори вечерното студио ќе биде дека општината Сарај нема контрола кој гради над Матка по повод она што пред некое време излезе во јавноста дека се гради непознат објект. Секако ќе погледнеме во тој дел и репортажа на колешката Кристина Атовска какви се условите во кои што работи Кумановското јавно обвинителство и прилогот на колегата Игор Стефановски во однос на случувањата поврзани со Матка. 20 часот време за централниот дневник. Секако тука ќе имате прилика повторно да гледате јавување во живо на колегата Сашо Ордановски од Брисел. 21 часот време за авторската емисија Печат на неделата на колегата Сашо Ордановски ќе се разбира снимена, а главната тема ќе биде егејското прашање во актуелниот политички контекст. Од 22 часот повторно Борјан Јовановски ќе има разговор со Миша Поповиќ и Марија Ристевска, тема непотизмот. 22 часот и 30 минути се заокружува маратонското отворено студио 1, секако со дневникот на 1 ТВ. Тоа е накратко колку што можев она што се ќе содржи нашето студио, а сега започнуваме со првиот дел, односно исечок фактички на разговорот од вчера на колегата Александар Чумовски со Емилија Локвенец, докторантот по уставно право. Главната тема беше каде сгреши Врховниот суд во однос на сите оние перипетии поврзани со одлуките за предметите на специјалното јавно обвинителство. Го гледаме во продолжение. Врховниот суд ги прејудицираше ставовите на пониските судови, а тие се инстанциони судови. Тие се тие кои што располагаат со фактите и со доказите и тие се тие што можат да обезбедат само фер судење и за обвинетите, а и за јавноста. Јавноста е гладна за фер судење. Постојат најави. Би си дозволил луксот да кажам дека Вангеловски ја тестира јавноста за следната општа седница на Врховниот суд во кој може да ги проблематизира прислушуваните разговори како извор на докази, на индиции и така натаму, и на тој начин
евентуално да паднат во вода сите процесуирани дела кои базираат на прислушуваните разговори? Вангеловски, како председател на Врховниот суд, има право да поднесе иницијатива за свикување на општа седница на Врховен суд, на која што ќе се утврди тој начелен став или мислење, меѓутоа ќе му треба мнозинство. Ќе треба да ги убеди. Ако Со има оглед на апсолутното мнозинство за начелното мислење, немојте се сомневате дека ќе ги убеди. Друго е прашањето кои се партиски и политички интереси тука се концентрираат. Таа општа седница, аз како што знам, е почната од поодамна, па е одложена, па е запрена. На таа седница судиката Лазаровска го изнесе својот став, кој што произлегува од судската пракса на Европскиот суд за човекови права, така да нема да биде лесно, ако воопшто постои таква намера да се заврши. Врховниот суд обично на општи седници знаел досега во неколку наврати од претходниот состав да го спазува начелото на јавност. Ми се чини дека во одлуката и во образложението на начелното мислење на председател Вангеловски нема ни елементарна јавност. По два основа, нема присутни, нема граѓански, нема експерти и второ, тоа начелно мислење инкогнито е објавено во јавност и доставено до апелација и до кривичните судови. Токму така. За ова начелно мислење, за општата седница на која што се донесе начелното мислење, не беше обезбедено основното начело на јавност. Јас, колку што видов на веб страната, објавена е само изреката на мислењето. Недостасува образложение. Во деловникот на Врховниот суд имаат обврска во рок од 15 дена од донесувањето на мислењето да го состават образложението на мислењето, значи на кој начин дошле до тоа мислење, зошто, од кои причини. Меѓутоа за сега нема ништо, значи се додека не се види на кој начин, преку која аргументација е создадено тоа мислење, останува само на обичен диктат. Де факто, Врховниот суд е суверен во судската област. Тоа е капото на одлуките. И од неговите одлуки во цел свет, во силните демократии се тресат главите и на највисоките државници. Изгледа дека ние, а и самиот тој не придонесува за веродостојноста на своите начелни мислења. Јас сега ве прашувам, каква е компаративната анализа на примената на начелните гледишта и становишта, мислење на врховните судови во еден поширок европски контекст? Има ли судир на така реченото континентално и островско право и така натаму? Да. Па, освен тој традиционален, не би рекла судир, повеќе разлика меѓу европското континентално право и така нареченото право од системот преседани, кој го гледаме по американските филмови, постои уште една разлика во самото европско континентално право. Барем јас во текот на истражувањето ја воочив. Постои една специфична нишка кај земјите кои го следеле советскиот модел на правосудство, кој главно се заснова на централизам и на формализам. И токму во тие земји, за жал меѓу кои е и нашата, може да се сретнат начелните ставови и мислења како извор на право. Во модерни, во современи демократии, судот може да настапува само во својство и во капацитет на суд. Не смее да завзема таква квази судска надлежност или надлежност вон судење. Тука не видовме во носењето на овој начелен став, па и во претходните, ова не е прво начелно мислење, не гледаме дека се запазени основните принципи по кои треба да се одвива една судска постапка.
Така, во вториот дел кој што го издвоивме како едно од најинтересните разговори вчера, повторно е на тема поврзана со судството. Имено авторската емисија на колишката Гордана Дувњак, Правда и неправда, каде што пак гостин беше председателот на Кривичниот суд Иван Џолев. Меѓу другото се отворија многу прашања и многу теми поврзани секако и со работата на Кривичниот суд. Џолев разговараше и негови видувања за притисоците со кои што се соочуваат судиите во судските процеси. Меѓу другото, даде и свој коментар, секако запрашан како го објаснува писмото на амбасадорот, американскиот амбасадор Джес Бейли, дека македонските судови не треба да се повикуваат секогаш на некои ставови и тврдења на американската амбасада. Го гледаме во продолжение и овој изводок. Како тогаш го објаснувате писмото на амбасадорот Бейли? Да. Кој што јавно побара, а вие тоа му го дозволивте, го објавивте писмото, побара од судиите да не се повикуваат на американската амбасада и наводно дека некои одлуки се носат под притисок или во договор со меѓународната заедница и со странски амбасади. Дали успеавте да лоцирате кој од вашите колеги шири такви информации или кој се повикува? Видете, да, политизирањето, ако убаво го разбрав прашањето, политизирање имаме секогаш кога има притисок врз судиите со водење на постапки за нивно разрешување. Значи, на тој начин да се изврши притисок на судијата, да се замисли каква одлука ќе донесе. Бидејќи во изминатиот период немаше разрешување, значи тој тип забелешки нема. За кој период збориме? Па последнава година и пол судскиот совет не разреши ниту еден. Да, не разреши, меѓутоа дали сте имале забелешки, дали дошол некој кај вас во канцеларија да би се пожали на притисоци од било како вид? Да. Видете, значи постапки против судии од страна на незадоволни странки постојано има. Се поднесуваат представки или пак некакви си предлози за нивно разрешување. Јас тука гледам притисок врз судиите, нели, во смисла во кој правец да размислуваат, односно какви одлуки да носат. Не мислам дека, бидејќи станува збор за акузаторен систем, кој што се применува во Република Македонија, не мислам дека водењето на постапки против актуелни функционери значи дека, односно немање на такви предмети, значи дека судот е политизиран. Видете, во акузаторната постапка, постапките ги поведуваат обвинителството или, нели, Министерството за внатрешни работи. Така да доколку постои некакво си политизирање, ајде да кажеме на таа тема да збориме, треба веројатно да го поставите тоа прашање кај обвинителството, зошто не поведува постапки против актуелни функционери кои што се во моментот на власт. Судот постапува по поднесени обвиненија, односно по наредби за спроведување на истражна постапка, повторно донесена од страна на обвинителството. Во таа смисла судиите не може да се обвинуваат дека се политизирани, нели, затоа што не воделе постапка против актуелни функционери. Дали утврдивте кој шири од судиите информации дека американската амбасада им врши притисок? Во врска писмото на амбасадорот Бейли, можам да кажам дека станува збор за едно големо недоразбирање. Од чија страна? Па, видете, значи и самите медиуми веројатно добиле информација, раскажана информација од не знам точно кој, дали тоа судија или пак можеби некој службеник од другите органи кои што го имаа добиено писмото, бидејќи писмото не беше проследено
само до кривичниот суд, туку и до Министерството за правда, беше проследена и до кривичниот совет, до Врховниот суд и до апелациониот суд. Значи можеби таа информација е проследена од таму, искочила од таму. Меѓутоа евидентно не е битна од каде излегла информацијата, туку содржината на писмото. Да, па тоа сакам да го објаснам. Таму јасно е лоцирано дека амбасадата бара да се стави крај на шпекулациите дека некој врши притисок. И моето прашање беше, два пати ви го поставувам во таа насока. Дали утврдивте кој шири такви информации? Видете, значи писмото предпоставам дека го имате прочитано, затоа и реков дека станува збор за големо недоразбирање. Многу медиуми го како да кажам го прераскажуваа писмото. Односно, нели она што им беше кажано, па го толкуваа, па праве анализи на истото што тоа значи, па пишува наслови за да бидат спектакуларни, дека има влијание врз судиите. Добро, затоа решивме се виновни медиумите. Не, меѓутоа за да нема недоразбирање и шпекулации, ние решивме нормално со согласност на американската амбасада да го објавиме тоа писмо. И на вистина откако го објавивме писмото, престанаа веќе коментарите по однос истото. Јас со амбасадорот Бели се видов по објавување на писмото во една многу убава, пријатна, релаксирана, позитивна атмосфера, разговаравме за истото, значи апсолутно само констатиравме дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Американскиот народ многу има допринесено за развојот на независноста на судството и многу вложи, апсолутно. Има ли Македонија капацитет да се справи со трговијата со луѓе? Овој горлив проблем кој што и де факто ја засега нашава земја беше една од темите на вчерашното отворено студио 1, каде што колегите Антонио Крстевски и Елена Милошевска пак разговара со Трпе Стојановски, професор од Факултетот за безбедност и Драги Змијанац од првата детска амбасада Меѓаши. Тие дадоа своји видувања во кој правец се движи земјава конкретно, какви чекори се превземаат и треба да се превземат за справувањето за трговијата со луѓе. Па да не должам јас многу, во продолжение ќе погледнеме и слушнеме и делот овој разговор. Оно што запрепастува е за време на мигрантската криза од мапата на Европа, иако Македонија не беше директен учесник, но на некој начин беше соучесник, затоа што транзитираа многу мигранти, исчезнаа 10.000 деца во Европа, не се знае каде им е трагата, а Македонија дозволуваше во одредени случаи, имаше и слабости да нема назначен по службена должност старател или да има придружба, и на тој начин покажавме и ние слабо заедно со европските земји кои ја имаат ратификувано и подпишано Конвенцијата за правата на детето да се стават во функција на интересите на децата да не бидат жртви на трговија со луѓе. Значи, овој систем на државата и не функционира баш како што треба со оглед на тоа што споменавте и вие дека ќе биде дел од поглавијата ќе се разгледува, затоа државата во следниот период ќе мора многу повнимателно да пристапи на овој проблем, односно некои насоки кои што ќе дадат резултати, барем малку. Мора да пристапи затоа што има ратификувано меѓународната Конвенцијата 182 од Меѓународната организација на трудот за итно спречување на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. И има државата обврска да ги штити децата од овие форми на злоупотреба на детскиот труд. Знаете дека најчесто жртви деца на трговија се од сиромашните слоеви, необразовани, деца со социјално ранливи категории, деца кои не се вклучени во образование, и тие се жртви. Дури она што е проблематично за државата е државата излегува со бројка од околу 330 деца кои се без извод од матична книга на родените. Ние мислиме дека оваа бројка е најмалку 1:5, можеби 1:10, значи од 1500 до 3000 деца кои се без извод од матична книга на родените. Дали родителите намерно не ги евидентира за да ги тргува, што не верувам, или пак од незнаење или потешкоти во нивната евиденција, тие деца едноставно кои исчезнат од Република Македонија нема да се знае ни каде им е трагата.
ни што се случува со нив, ни дали ќе ги стават во детска проституција, питачење, вадење на органи или не знам уште што не. Значи, сериозен е проблемот и мислам дека навистина државата мора, посебно Министерството за труд и социјална политика и внатрешни работи, да ги стави сите деца во системот на заштита, затоа што ова е најголема дискриминација. Едноставно тие деца да не постојат, не може да остварат ниту едно елементарно право. Ова е многу покомплексно прашање, имајќи во предвид, ако ја земе 2015 година и состојбата на која што укаже и господин Змијанац, каде што во тој наплив, кога по 10, 15, 20 илјади мигранти доаѓаа на влез во Република Македонија, едноставно државата многу тешко се справуваше со начинот на идентификување на тие лица. И во тие бранови кои што се случува, секако дека најранлива категорија се децата. Така што, кога се соочувате со таков робусен проблем, со масовен бран, кај што многу непознаници се присутни, почнувајќи од начинот на комуникација, начинот на идентификација, тогаш најтенко и најбрзо се кине работата таму кај што се децата. Од друга страна и државните институции во тој период покажаа недоволна обученост за справување со овие предизвици и многу често оценките се сведуваа на евентуална изјава од нерегуларните мигранти, вклучително и деца, каде што можеби за да се избегне дополнително навлегување во секој конкретен случај кај што треба се врши идентификација на патникот, најчесто децата беа третирани и дека всушност има повеќе години од она што е пропишана граница, па начинот на комуникација со нив беше идентичен како и со другите патници, возрастни патници, односно мигранти. Но секое дете заслужува поранлива категорија. Тоа е ранлива категорија и тие најчесто се податливи да бидат злоупотребувани за сите облици на криминално искористување, не само сексуално, но и оние најтешки облици на употреба, вадење на органи и така натаму. За жал, државата не го има тоа подрачје квалитетно покриено. Тоа е проблем или феномен со кој што се соочуваат и најголемиот број други држави, но тоа се области во кои што мора да се работи. На која институција е проблем или на кои институции? Кои институции треба да интервенираат во овој сегмент? Па, знаете, ова се феномени кои што бараат меѓуинституционална подготвеност. И за да имате систем, сите тие механизми треба да функционираат. Ако на едно место таа алка се прекине, а постојат повеќе осетливи области кај што тоа може да се скине, веќе немате систем и имате импровизација. Така што тоа е проблем на сите институции кои што учествуваат во комисијата. Министерството за внатрешни работи, кое што е можеби со најробусни механизми, ама не помалку важни се и оние на Министерството за труд и социјални работи, Министерството за образование, Министерството за здравство, невладиниот сектор кој што тука исто така може да биде. Ќе се обидам да надополнам и да ви дадам одговор. Значи, кога имаме киднапирани, грабнати, исчезнати деца или имаме основен сомнеш за синџирна продажба на новороденчиња, значи имаме дефиниран дефект во системот на заштита на децата и превенција од трговија. А Мегеши го повика јавниот обвинител да истражи дали има институционален организиран синџир на продажба на децата, врз основа на изјава на омбудсманот господинот Иџет Мемети, кој отворил истрага дека постојат сомненија дека е вмешана клиниката за гинекологија и дека на оваа клиника се пораѓаат и абортираат малолетнички штитенички од домовите, а народниот правобранител истражува каде исчезнуваат овие деца. Значи, ние се обративме до јавното обвинителство нам ни прати допис, ние им одговоривме и точно цитиравме оваа изјава на која минута и која секунда и каде е дадена од господинот Иџет Мемети, народниот правобранител, каде вели: ние добиваме морничави информации по однос на таквите состојби и по однос на состојбата на клиниката за гинекологија. Имаме информација дека децата од таквите центри абортираат и се пораѓаат на клиниката и не знаеме каде исчезнуваат. Значи, има сериозни индиции. Да, целосните разговори, доколку ве интересира, може да ги погледнете на нашиот сајт 1tv.mk. А сега се селиме во Брисел преку линковска врска со, како што најавив, колегата Сашо Ордановски. Ордановски, добар ден. Се надевам добро се слушаме.
Па, ајде, вице-премиерката и министарка за одбрана Шекеринска утрово се сретна со првиот човек на Алијансата Столтенберг. Седнали Ордановски Шекеринска на министерското столче на состанокот во НАТО? Кои се најновите информации од таму? Јана, добар ден од Брисел. Да, Шекеринска пред 20 на минути седна на столчето на Северноатлантскиот совет, беше поздравена од сите присутни министри, а и тие 20 на 30 секунди толку е дозволено да се снима на советот. Потоа советот продолжува со својот дневен ред на темите за кои што ќе расправа, се теми врзани за безбедносните прилики, особено на нарушувањето на односите со Русија и во договорот за контрола на нуклеарното вооружување на ракетите со среден домет. Ние денеска со Шекеринска имавме прилика и за еден поширок разговор, кој што ќе го имитуваме во подоцнежните попладневни часови, се надевам пред дневникот. А овдека времето ни поминува со бројни брифинзи, присуство на разни состаноци. Шекеринска има полна агенда од билатерални средби со колеги министри, како што е министерот од Канада, од Велика Британија, ќе се види со грчкиот колега, се надевам дека ќе добиеме изјави потоа. И така што овдека една густа агенда која што инаку ќе треба да почне македонската публика да се привикнува на тоа дека славеничките денови ќе завршат, сега ќе треба да почне сериозно се работи, бидејќи НАТО алијансата е една алијанса во која што има многу густа агенда за вистинско работење, а не само за пријателски и протоколарни средби. Така е, Ордановски, да не те задржуваме премногу, главните информации ни ги соопшти дека малку подоцна ќе погледнеме секако и разговор со министерката Шекеринска. Најави и ти, знаеме и ние дека, како што рече, имате и вие новинарите густа агенда. Јас ке ти се заблагодарам тука за ова твое линковско вклучување и секако те очекуваме веќе и во 20 часот во Централниот дневник со најновите информации. Да, почитувани, а полека но сигурно треба да го заокружиме и овој прв блок од отвореното студио 1, бидејќи за кратко следуваат вестите со колешката Елена Джогуманова. Со мене се гледате после 15 часот. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за